Со голем црковно-народен собир, мал водосвет и режење на колач во чест на светите Петар и Павле, синоќа беше осветен и отворен новоизградениот летниковец кој се наоѓа во кругот на црквата Света Богородица во Сараќино. Яко живе средовико наши, и век нас изкушени, избави нас од лукаваго. Зашто Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. О Господи, јавися нам, благословен гради војня, Господне. О Господи, јавися нам, благословен гради војня, Господне. О Господи, јавися нам, благословен гради војня, Господне. Богородице, прилежно ниње притецем грешни и смирени, и припадем покаяни зовуше изгубени души. Владичице, помози нам и милосердоваши, пошли ся, погибаем од множества прегрешени, не одрати Твоја рабиши, јаво едино надежду имаме. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Милосердија Теби обезина благословенаја Богородице, надејуши се на Тја да не погибнем, но да избавим се од овој грeh, Ти го еси спасение рода христијанскаго. Се освети ова вода со силата, дејството и светувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За освети ова вода, очистителното дејство на предвечната Троица, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За пребрине ова вода и помите за души за телата и за исполнување на секва непријателска сила, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Зата Господа, Бог и што Ти благослови и благословување, Јорданово, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За сите на кои треба Бога помош и заштита, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За да се посветиме со духовна светлина, откритено душата Троица, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господ Бог наш, да не покре синови наследници на своето царство, како својата нова вода, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За да се избавиме од секоја тагане и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Боже, заштитене, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј. Спомнувајте пресветлата пречиста, преблагословена, славна Владица наша, Божица секој Романица, сите славните секој и силот на живот, на Христа Бога да го предадеме. Господи, љуби Твоја и благослови достојание Твое, победи се православни христијаном нашим, нас опротивнија даруја и Твое сохрањаје крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, љуби Твоја и благослови достојание Твое, победи се православним христијаном нашим.
Господи помилуј, Господи се Христе Боже наш, благослови го овој леп и овој со Твојот светух, зашто си свет сега и секогаш и во вечни векови. Слава и чест на светите апостоли Петар и Павле, како и сите Господи, Божието Сион, сте били си прежртвени. Амин. Святи мученици иже добре страдавче, словавше и венчавше ся, молите сяко Господу, помиловати ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, мучеником радование, иже проповед Троица единосушная. Славие ликуй, Дева име возживе, и роди Сина Еммануила, Бога же и человека. Восток имя Ему, Его же величающее Деву уважаем. Христос Бог е помеѓу нас, еј да биде. Уште се молиме за мило здраве и структура да Божијето Христина да се леди. Семејството, Да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Господи Боже наш, погледај сега милостиво на молитвата од нас, смирените и недостојни Твои слуги, испрати ја благодата од пресветиот Твој Дух на овој еле и освети го, за да биде за осветување на ова место, на овој летниковец, на она огниште и на ова фонтана во облик на крст, и да изградените од Твоите чеда убави објекти за прогонување на секаква непријателска сила и сатански напад, зашто Ти си кој благословуваш и осветуваш сите ве, слава Те вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Благослово Господа овој летникос, со благодата на Пресвети Дух преку ова примете на Отца. Амин. И Сина, амин. И Свети Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин, амин, амин. Се посветува овој летникос, со благодата преку со помощта на Свет Елеј, во името на Отца. Амин. И Сина, амин. И Свети Дух сега секогаш и во вечни векови. По милост и добрината Негови, благоизволи со ради на Светото архиерейско наместништво, да го извршиме црковниот чин осветување на прикладот Летниковец при црква на Света Богородица во прекато ваше родно село Саратино. Идејата за изградба на овој Летниковец потекла од црковниот одбор при оваа света црква. Истата беше поддржана и подкрепена од сите брати и сестри од селото Саратино, како и широко од Република Македонија. Изградбата започна со осветување на камен певаникот
минатата година на 23 ноември 2011 година. Еве денеска, благодарение на специфичното залагање на црковниот одбор и местното население, Господ Бог го изволи денеска да биде светено ова прекрасно монументално дело. Браќи и сестри во Господа, изградбата на вакви нови дела кои го облагородуваат плодородното македонско дело, како и нашата македонска православна црква, со великите плодови истовремено и представуваат угодни црковно-народни дела, а ваквите дела и нивните помагатели, дарители и спонзори Господ Бог со златни букви ги запишува во книгата на вечната животот и во мудроста. За таа цел, да користиме ова прилика, да им се заблагодариме на сите Богом благословени македонски синови и ќерки, кои парично били материјално и економно и се градили во градбата Новој и познатите Третиговец. Нека Господ Бог по молитвите на Мајката Божја Пресвета Тројца, Всевишен Бог и на сите апостоли Петар и Павле, нека ви подари много здравје, мир и благословство во вашите вечесни христијански семејства, во нашата мирно-брачната таковина и во целиот свет, и нека ги исполни со духовна молитвена радост и евангелска љубов вашите народни христијански души и срца. Бог нека го благослови ова свето црковно народно дело, нека го благослови вас и нека ви зекнува милото и единството сега секогаш и вечно вековно. Амин. Нека учинат и честито справите овој. Чуваме нова прекрасна црква. Ви благодарам. Неголема заслуга за изградбата на летниковецот и фонтаната во форма на крст, која го краси црковниот двор, ја има црковниот одбор на селото. Со вложување на големи напори и залагање на членовите на одборот, летниковецот бил изграден за помалку од една година. Со денешниот чин на осветување, целосно е реализирана идејата на членовите на црковниот одбор да се направи летниковец кој ќе биде место каде што секој ќе може да седне да одмори или пак да се помине еден убав ден во природа, каде ќе може да ужива и во духовниот мир. Ова наведуме почеток за иницијатива за селски туризам во Сарачино, но за целосно незино реализирање имаат уште поголеми планови, смета председателот на црковниот одбор. Иницијативата беше чисто наша, како црковен одбор. Се роди една желба да се изгради нешто вакво, како што може и камерата ваша да фати. И ето успеавме во тоа. Значи, почнато е некаде пред година дена, меѓутоа со оглед на временските големиот снег прекинавме со работа. Вкупно некаде 6 месеци, значи до 7, ајде да речеме година дена. И баш го запазивме овој ден, Петровден. Еднаш мислевме да одиме до тама некаде 2 август, меѓутоа со оглед годишни одмори сакаме луѓе да бидат стрикно тук. И бидејќи се и доаѓаат овие наши луѓе што се на привремена работа во странство. И го запазивме баш Петровден. И ете желбата ни се исполни. Денеска среќено го пуштиме во употреба. Сега, според вас, кој е значењето на изградба на овие работи кои што ги прави црковниот одбор во Сарачино? Па, видете, ние го правевме ова со намера за повеќе за седенки, да биде, еде тука и од десната страна, се уште не стигнавме да го доградиме, меѓутоа е више во завршна фаза, да има и, значи, целосна кујна, она што е со скара, со... Едноставно, 2-3 фамилии, од кај да се сака да дојдат, ќе биде, значи, комплет опремено со тањири, со... Значи, доаѓа се поминува викендот, денот, гледате самите паркот не е голем, значи, има за дечиње играње, го државаме нон-стоп, најповеќе за такви работи. Значи ли ова дека е почеток на еден вид на селски туризам тука во Сарачино? Па и јас мислам дека да, би требало да. Значи, меѓутоа не застануваме тука ние како одбор.
Со надеж дека црковниот одбор ќе продолжи со истото темпо, свештенослужителите од Тетовското архиерејско наместништво го поттикнуваат и понатаму да работи на создавање на вака убави дела, а она што е досега изградено да се сочува. Изградбата на вакви богоугодни дела се од големо значење за христијанскиот народ во селото, смета отец Жарко Мицковски, кој воедно е и жител на Сарачино. Се наоѓаме во дворот на црквата Пресвета Богородица во прекрасното полошко село Сарачино. Инаку, денеска тука сме собрани на овој црковно-народен собир поради посветувањето на овој прекрасен, велелепен летниковец, исто така фонтаната во форма на опишан крст, како и огништето, кои што се изградени, значи, скоро, и тоа за многу брзо време, по иницијатива на црковниот одбор од село Сарачино, секако со голема поддршка од жителите на селото и штедрите дарители, кои што навистина ги имаше многу од овој наш крај и пошироко. Навистина ова е од големо значење за негување, развој на верата на овие наши простори во ова наше село Сарачино. Со тоа, ете, оставаме длабоки траги зад себе, дека постоиме како народ, како православен христијански народ, новие простори секако. Ова ќе биде за едно уживање, значи за една духовна наслада, за еден празник на очите. Сето ова што е изградено на вистина и ова што до сега се одржува во црквата, на вистина е за секоја похвалба. Го поттикнуваме црковниот одбор и понатаму да работи на вака создавање на вака убави дела и она што е досега изградено да се сочува, нели, за идните генерации. Господ Бог нека ги благослови сите благочести и добронамерни браќи и сестри. Секако дека од ова место ќе упатиме и честитки и порака до сите наши иселеници кои што се наоѓаат во Соединетите американски држави, во Австралија, во европските држави и тука на Балканот, кои што потекнуваат од ова наше прекрасно село, да се посетат на селото, да не посетат, да доаѓаат почесто и секако заеднички да напредуваме во секој добро и благогодно дело. Амин. Бог да ги благослови сите наши браќи и сестри во Господа. Еве од ова прекрасно место на денот на честувањето на првоверховните апостоли Свети Петар и Свети Павле. Чинот на осветување денес го извршивме тројца свештеници со мал водосвет, чиноначалствуван од неговото протоиерејство архиерејскиот наместник Протамирко Станковски, отец Љубиша, кој што е парохиски свештеник во ова село, и јас како нивен сослужител, инаку парох при Воновечко-Раутинската парохија. Значи го извршивме чинот на мал водосвет, а потоа го прережавме колачот во чест на светите апостоли Петар и Павле и го принесовме пред Бога како бескрвна жртва и потоа испросивме од Бога милост и благослов на овој трем, на овој летниковец. Се разбира, длабоко убедени дека Божиот благослов и Божјата милост ќе не следи во сите денови, значи, од нашиот живот, и Божјата светлина, евангелската Божја светлина ќе го осветува нашиот животен пат. Повторно ќе речам, во чинење само на добри дела. Задоволни од работата на црковниот одбор се и повозрастните жители на Сарачино. Всушност, младината оди по стапките на некогашните црковни одбори, тие се на вистинскиот пат, смета Славко Савевски, некогашен председател на црковниот одбор на селото. Радо се нешто младите толку многу се ангажираат околу црквата, зашто токму тоа го одржува селото и луѓето во него. Славко Савевски, од Сарачино сум жител овдека. Татко ми уште е жив, 98 години има, 50 години татко ми бил председател на одборот цркви. Го државал црквата, обичаите што требало све. Ама татко ми веќе остаре. Едно 15 години
селото ми даде мене дозвола да ја руководим со црквиве као председател и така. И доста изградивме и црква нова. Направивме трапезарија нови, стази, што е потребно нешто неверојатно, крајно убава работа, можеме врдаријева да кажем и го нема. Но еве јас остарев малце така, мало и бев здравствено причинена операција, мало нешто. И така јас се отргнав, сега влегува помлади одборници, но заквалност и на ним, еден га тера работава добро, традицијава, исто како га терамо ние стариве и младиот одбор се залага, а тера еве направи еден Литковец и еве убајна, навистина, убаво. Значи ли тоа дека сте задоволни од тоа како функционира црковниот одбор и што се придонесува за ова село? Видите, со ваква и убајни што се работа, мада ние понапред што постигнавме некои работи, го задржуваме селото. Селото го задржуваме да се остане на село овдека. Или ова е убајна и не се забраа. Ова е навистина убајна е. Оја из Литковец што се вика, овдека ќе може стари луѓе да си доаѓа, да си одмараа овдека и кафе да си пија, па може некои прослави мала и да се направи. Овдека навистина е значај голем. Да се рачено е значај голем. И ме радуе мене што навистина младиот кадар одбор од цркви што прифати нашата идеја што га тера ваке убаво. Само едно сакам да кажем ја, како човек, сваки еден кој живее на оваа планета, треба да биде како човек и да покаже нешто за животот, да има некоја историја. Да си даде свој допринес, нормално, да остане некоја историја негова. Дел од осветувањето на новоизградениот Летниковец беа и вештите жени, кои во своите можности се погрижија да ја збогатат празничната трпеза. Како по некоја традиција, тие ги посетуваат ваквите места каде што можат да помогнат некој црковно-народен собир. Иницијативата за нивно учество на ова осветување била од страна на Даниела Марковска, една од вештите жени која е по потекло од Царачино и тука е мажена. Новој голем ден, денеска, Петровден, голем ден пред се за православниот народ тука во Македонија и ден на селото Сарачино што го одбележува овој ден Петровден годинава, поточно осветувањето на овој Летниковец. Ние вештите жени сакавме да бидеме дел од таа организација. Па затоа како што на повеќе места учествуваме, каде што сме поканети со нашите вештини кулинарски, благо, солено, така решивме денеска да присуствуваме и на оваа веселба, за да бидеме дел од оваа свечена трпеза со мал придонес наш и солено и благо. Колку според вас црковниот одбор се залага за уредување на сите овие работи? Многу, многу. И млади се, пред се млади се, Кочо, тука е, ете Мице, други има Дончо, и многу се залага, за подуша и селото ете тука е, и они малу придонесуваат, и нивна иницијатива, пред се треба некој иницијатор да биде за тоа се да се направи, затоа во склоп сите заедно. Верниците имаа можност да уживаат во богата културно-уметничка програма во чии рамки настапи културно-уметничкото друштво Бранко Чајка. По осветувањето пред присутните гости настапи групата Молика со Анета, која ја имаше таа чест да ја пресече лентата со што Летниковецот и официјално беше отворен.